Малигнумите во детската возраст представуваат значаен проблем од аспект на тоа што тие се на второ место по смртноста кај децата. На прво место се сообраќајните несреќи, а веднаш на второ место по смртноста се малигномите на детската возраст. Затоа тие представуваат важен аспект, иако во детството малигномите се релативно поретки во зависност од малигномите кај возрастните. Ако кај децата на 100.000 жители 15 деца од 0 до 15 година заболуваат од малигни заболувања, кај возрастните таа бројка е околу 500. Значи 30-40 пати и почести се малигномите кај возрастните од малигномите кај децата. Меѓутоа, да се појави малигном во детска возраст е навистина катастрофа не само за малото дете, за нивните родители и за општеството. Но сепак во овој момент би рекол дека малигномите во детската возраст за современата медицина представуваат успешна приказна. Ако пред 20-30 години смртноста од малигномите кај децата беше висока, во 90% од случаевите, денес околу 70 до 80% од децата преживуваат и живеат. Тоа има значаен медицински импакт, бидејќи се работи за спасен живот, за спасено дете, а ние велиме дека ако се спаси едно дете, како да се спасиле сите деца на светот. Битно е за да ја подигнеме свесноста кај народот, свесноста кај родителите за постоење на можност за појава на малигни заболувања во детството, бидејќи децата понекогаш тешко може да ги опишат симптомите кои се појавуваат од една малигна болест во било кој орган на човечкото тело, а родителите секогаш мислат дека можеби тие симптоми се привремени, дека ќе поминат, дека ќе се подобри состојбата, често ги поврзуваат со некоја повреда, меѓутоа времето поминува, болеста напредува и ако не успееме да ја откриеме болеста во почетниот стадиум, подоцна веќе резултатите од лекувањето не се така успешни како ако ја откриеме болеста во почетокот. Бидејќи денес, благодарејќи на современата медицина, имаме можности да се открие болеста во најраната фаза, а истовремено напредоците во дијагностиката и напредоците во терапеутските модалитети за лекување на малигните заболувања се евидентни, затоа велиме дека денес постојат објективни можности околу 70 до 80% од децата да преживеат и да живеат долг период во својот живот. Меѓутоа, потребно е децата да ги заштитиме, да не дојде до заболување од малигна болест или веќе ако дојде до појава на малигна болест во детството, тогаш болеста да се открие во рана фаза и децата да бидат заштитени од надворешните влијанија, од ризик фактори кои може да допринесат за побрз тек на болеста, влошување на симптомите, сето тоа можеме да го избегнеме. Јас би рекол дека овој наш разговор денес го посветуваме на сите деца со малигни заболувања, со желба да сите тие оздрават и добијат најадекватен третман во нашата земја.